Почитувани слушатели, на телефонска линија го имам господин Ицо Најдовски Перин, македонски селеник во Австралија, кој повеќе децени живее во Мелбурн. Господин Најдовски, покрај долгите години живот надвор од Македонија, останува посветен на борбата за македонскиот национален идентитет и во Австралија, но и пошироко, секаде каде што има македонци. Најдовски е доктор по историски науки и автор на повеќе книги. Оспорен идентитет, македонците во Австралија, Македонско-австралиски народен сојуз 1946-1958, како и книгата Македонците во Викторија, чиј автор сте вие, господине Најдовски, заедно со Роберт Најдовски, во која се осврнувате на македонската борба за идентитет во минатото и денеска. Еве сега и официјално добро вечер по оваа најава од студиото на Радио Македонија. Валентина, добро вечер на вас и на вашите слушатели на ваценета македонска радио програма. Повод за вечерашниот разговор е така наречената албанска платформа, која предизвика вознемир, па можам да речам и гнев меѓу македонците во диаспората, секако и кај македонската заедница во Австралија. Вие сте водител на македонската радиопрограма во Мелбурн, имате можност низ гостувањата на многу соговорници во вашето студио да ги согледате ставовите на повеќе интелектуалци и од Македонија и надвор од земјата. Па ви сакала еве на почетокот на овој наш разговор првин да ми кажете како гледаат македонците во Австралија на актуелните политички случувања во Македонија. Сведоци сме дека во повеќе градови ширум светот кај што живеат македонци се организираат протести во насока на неприфаќање на така наречената албанска или тиранска платформа. Валентина, македонците кои се во иселеништвото или пак да го потребно зборот диаспората се нераскинлив дел од Република Македонија и ја чувствуваат Република Македонија како биолошка мајка. Македонците реагираат жестоко, меѓутоа исто така многу се вознемирени од таа наметната така наречена тиранска платформа која се создаде во Тирана, потоа се потврди и во Приштина, и тоа предизвика едно движење и нервоза кај македонскиот народ во Австралија, Канада, Америка, Европа, па и другите места каде што не има во поголеми колонии. Знаете, таа платформа, таа албанска платформа или тиранска платформа темелно го размишува уредувањето на Република Македонија и македонците кои се по потекло и од егејскиот дел на Македонија, па и од Албанија, Голобрадо, Гора, Преспа, кои се во Австралија, па некои ги има и од Пиринска Македонија, загрижени се за својата матична држава, затоа што ние имаме само една држава, независна Република Македонија, додека нашите македонци овде во Австралија ги има од сите делови на етничка Македонија, да. И затоа така реагираат кон тоа што е туѓо, да кажам, од телото на Република Македонија. Македонската заедница од Илавара, Волонгонг и околината во Австралија достави отворена поддршка за заедничка Македонија и за недавање мандат на СДСМ за состав на влада на Република Македонија. Одлуката за овој став е донесена на 12 март од страна на раководствата и делегатите на македонските организации од Илавара, Волонгонг и околината, каде што живеат приближно 30.000 македонци во чие име раководствата ги донесоа овие одлуки. Кажете ни кои се одлуките што беа донесени од страна на раководствата и делегатите на македонските организации од Илавара, Волонгонг и околината во Австралија? Валентина, јас би сакал да информирам јавноста во Република Македонија и пошироко, каде што допира гласот на македонска радио програма, дека
Прва резолуција која се испрате до претседателот Ѓорѓе Иванов за отфрлање на платформата на Тиранската платформа беше овде токму во Мелбурн на 24 јануари, а пред тоа реагиравме со едно писмо Божитно послание. Имено во Мелбурн тогаш свикавме народно собрание во организација на сите културно-уметнички друштва овде во Викторија и Викторија. Потоа исто така беа присутни сите македонски представници на македонски организации од Викторија. Потоа беше присутен Советот на македонската заедница, пензионерските здруженија, македонските медиуми, исто така и македонската радиопрограма Три пати Z. Така да после тоа стана другите состаноци ширум Австралија. Не беше само во Илавара, во Вулонгонг, имавме ние и резолуции од Сиднеј испратена до Република Македонија. Исто така имаше и резолуција испратена и од епархијата под чија раководство е митрополитот Лебарско-Кичевски и Австралиски Тимотеј во името на македонските православни општини. Именно одлуките и барањата на македонците во овие градови каде што ги спомнав досега, каде што со сигурност информирам дека се донесени такви одлуки, односно резолуции со барање за да се отфрли Тиранската платформа, во главном се исти и барањата се во името на македонскиот народ, кој вие спомнавте дека се околу 30.000 во Вулонгонг, меѓутоа Мелбурн е вториот град по големина на Македонија, нас има овде околу 100.000, па потоа Сиднеј 80.000, па Перти и така натаму. Сите овие представници кои се повикаа јавно на македонскиот народ, овде македонската диаспора, зборуваат од нивно име за тоа што нема македонец кој не е загрижен за таа наметната од странски држави и претворена преку домашните политичари на албанското малцинство во Република Македонија. Загрижени се и затоа испраќаат резолуции со барање за да се издржи да не се наметне таа платформа во Република Македонија. Претседателот Ѓорѓе Иванов да ги потреби сите своји уставни права да не се имплементира албанската платформа, зашто сметам дека понатаму ќе зборуваме во подетални информации за таа платформа. Исто така ние баравме да се отфрли таа платформа уште на почетокот од сите политички партии во Република Македонија, но за жал до денес не успеавме, но меѓутоа успеавме на некој начин и ние да го поттикнеме македонскиот народ во Република Македонија да се создаде и она движење кое е сега граѓанско движење народно, јас би рекол движење, бидејќи тој збор граѓани многу ми смета. Сметам дека за заедничка Македонија ја одржуваат Република Македонија на еден висок степен, морало да држат на еден висок степен и се надеваме дека нашата татковина Република Македонија ќе остани онаква како што ја знаеме, унитарна држава на македонскиот народ и малцинствата кои ги уживаат сите меѓународни права кои се доделени со меѓународните институции. Меѓутоа во овој контекст сакам да кажам дека Македонија можеби е и водечка држава во светот која ги има тие човекови права за малцинствата. Ицо, во контекст на ова што досега го кажавте, покрај ова што спомнавте дека вашите активности сметате дека на некој начин беа поттикт за реакциите што се случуваат и во Република Македонија, дали овие точки од резолуциите што, како што кажавте, се донесени во повеќе градови во Австралија, наидоа на некаков одзив од, да речем, институциите на власта во државата Македонија? Дали имате некоја повратна информација на каков одзив наидоа, дали воопшто некој ги зема во предвид? Имаме повратни информации од нашите организации од Република Македонија, особено и од кабинетот на претседателот на Републиката Ѓорѓе Иванов со подкрепа и ние да
да истраеме во нашата борба и подкрепата наша кон Република Македонија е безусловна, затоа што, како што рековме, одблиску ги следиме сите настани во Република Македонија и ние немаме друга држава како тоа што го има албанското малцинство или етничка заедница, ако сакате да ја наречите. Албанците имаат држава своја, Република Албанија, имаат уште една Република Косово. Македонскиот народ ја има само Република Македонија и не смееме ние да дозволиме и ние кои сме надвор и вие кои сте таму во Република Македонија таа држава да дојде до размедитување. Инаку нема македонец овде во Австралија, особено можам да зборувам за Мелбурн, затоа што, како што кажав, и на македонската радио програма Три пати зет, па и другите состаноци кои имавме во Мелбурн, имавме именно 2 состаноци народни кои ги одржавме и испративме и 2 резолуции со подкрепа на институцијата председател на Република Македонија, а исто така и со подкрепа на сите македонци и давање кораж да издржат во борбата за опстанокот на нашата држава, бидејќи воопшто нас не ни се допаѓа оваа состојба во која се најдеме во овој момент, каде што повеќе наликува борба за фотелја отколку борба за националните интереси на македонскиот народ, односно македонската нација, ако сакате, во Република Македонија. Албанската платформа или тиранската платформа Валентина не носи добра иднина на државјаните на Република Македонија, затоа што со тие точки кои ќе ги разговараме малку покасно, кои се бараат или со кои се условува опстанокот на Република Македонија, навистина прават штета, немир, нервоза, омраза помеѓу македонскиот народ, а исто така може да биде и меѓуетнички проблемот да се прошири и понатаму, затоа што работите како што стојат во овој момент не се баш така добри или пак воопшто не се добри и со сила не може да се наметне нешто тоа што не го сака народот, мнозинството на народ, а знаеме дека државата Република Македонија постои и се вика Република Македонија, бидејќи така се вика и народот македонски народ. Ицо ги спомнавте и вие точките од така наречената албанска платформа. Тие се веќе познати како во македонската јавност, така и меѓу македонците кои што живеат надвор од Македонија. Може ли во оваа пригода да го искажете ставот, еве и лично вашиот и ставот на македонската заедница, каде што вие активно учествувате, поединечно за секоја точка, можеби не баш за сите точки, меѓутоа за оние кои што предизвикаа најмногу внимание и најголема вознемиреност. Станува збор значи за барањето за двојазичност на целата територија на Република Македонија, промена на знамето и химната, што би предизвикало и промени во уставот, нели, за да се реализира ова, потоа така наречениот геноцид врз албанското население, еве или некои други точки за кои вие сметате дека предизвикаа најголемо внимание меѓу македонците во круговите каде што вие се движите, нели, главно во Австралија. Македонците, Валентина, се крајно се загрижени за точките кои се во, односно барањата кои се од тиранската платформа. Тие се, еве јас ќе ги споменам покрај вие тоа што спомнавте, тие бараат и да бидат и државотворен народ на Република Македонија. Вие сакам да знаете вие дека тоа е апсолутно и апсурд е тоа Македонија да биде двојазична држава. Македонија, албанското малцинство да биде државотворен народ на Република Македонија. Промена на знамето на Република Македонија, промена на химната на Република Македонија, каде што извира историјата на македонскиот народ, на државата на Македонија, промена на грбот на Република Македонија. Ако требаше се промени грбот на Република Македонија, требаше тоа да се направи со лавот и пашиот лав, нели, и круната и така натаму, уште на почетокот на независноста. Меѓутоа, еве се отфрле она идеолошка окределба, петокраката на
на грбот на Република Македонија и нема повеќе потреба во што и што да се менува. Не можат, видите, малцинствата ги имаат, особено албанското малцинство во Република Македонија, не можат да бараат народно, да кажам, преку лебот погача, затоа што тие се застапени во Република Македонија во извршната власт. Тие се во законодавниот дом на Република Македонија. Имаат употреба на албанскиот јазик во образованието, имаат неколку универзитети, имаат средни училишта, имаат основни училишта, имаат албански медиуми, имаат се што сакаат. И не може сега Република Македонија да биде и двојазична држава, која е почетокот на распаѓањето на Република Македонија. Ако во Република Македонија се прифати Валентина платформата, албанската платформа, тогаш знаеме ние, особено македонскиот народ овде во иселништвото го осеќа тоа, таа болка осеќа дека тоа е почетот на крајот на унитарна држава на македонскиот народ. Не можат да опстојат во светот не опстанале федерални држави, кантонизирани држави. Тоа се исклучоци како Швајцарија, која е создадена таму од Германија, Франција и Италија, кои даваат силна подкрепа на таа држава. Македонија не наликува воопшто, не може да се споредува со Швајцарија, како што сакаат да кажат. Македонија не можеме ние да ја споредуваме со Белгија, со фламанците таму и со холандјаните, затоа што Македонија е некаде околу 80% од населението се македонскиот народ, а другите останатите се албанското малцинство и другите малцинства, 75% од целокупното население. Македонија е држава на македонскиот народ и со сите права, како што кажав, водечки човекови права кои ги има во Европа. Јас немам видено и прочитано некоја друга држава да ги нуди, односно да ги има тие човекови права кон своите малцинства. Ајде ние да направиме еден реципроцитет. Какви се правата на македонците во Албанија? Па македонците немаат ниту едно средно училиште во Албанија. Македонци нема во законодавниот дом на Албанија. Македонци нема во извршната влада. Ние имаме политичка партија во Албанија, меѓутоа македонците се признати единствено и тоа од комунистичкото време на Енвер Хоџа во областа Преспа, а каде се македонците од Голо Брдо, каде се македонците од Гора, каде се македонците во Тирана. Јас често пати сум бил во Тирана, едно предградие, има таму околу 10.000 само македонци се. Каде се правата на македонците? Зошто тие да немаат права на самоопределување и идентификација како македонци? И зошто политичарите од албанските партии во Република Македонија никогаш не побарале човекови права за македонците во Албанија, да им покажат еве ние што уживаме во Република Македонија, па добро би било и владите на Албанија и на Косово да ги признаат македонците во тие држави како што се признати албанците во Република Македонија. Ние сметаме дека ова платформа, особено со овие 5 точки и згора на тоа, геноцидот на албанскиот народ од 1912 година до 1956 година, тоа јас не можам како историчар да го замислам од кај тоа дојде, од каде дојде тоа барање нивно. Со тоа ми доаѓа мене во главата, односно можам да замислам што тие бараат. Тие бараат геноцид на албанско население на територијата на Република Македонија, која во тоа време раководеше или беше под окупација на Србија или кралството Срби, Хрвати и Словенци. Значи, тие сакат да кажат дека тие влади на Србија, на кралството Србија, извршиле геноцид врз населението. Со други зборови, тоа население би било албанското население. И затоа се изречило тоа население и стигнало до малцинство, а сега тие ќе бараат
геноцидот да се оправда и тие масовни убиства, како што сакаат тоа да го кажат. Тие се апсурдни барања. Уште повеќе, Валентина, јас би сакал да ми дозволите уште неколку реченици да кажам. Ова албанска платформа донесена е на Божик, тоа е уште една навреда врз македонскиот народ, затоа што е донесена токму на Божик, а исто така оваа платформа не е донесена за подобро утре на Македонија, како тие што сакаат да го стават тоа под тепихот или под теписите. Оваа платформа има национални интереси на албанскиот народ, на Албанија, уште со Президентската лига од 1878 година, и таа се спроведува со албанската или тиранската платформа. Македонскиот народ ќе загуби многу. Оне кој ќе се обиди, или онаа политичка партија или она лице политичко кое ќе прифати ова платформа, знаете дека ќе изврши предавство на својот македонски народ. Знаете дека ќе изврши предавство на Република Македонија. Таа платформа, штом еднаш влези во собранието на Република Македонија, штом таа влезе во законодавниот дом да се расправа и да се дебатира, знаете дека таа ќе заживее како рак, и како рак ќе почне да се шири во телото кое ќе го јади ден по ден, и со текот на времето, дали ќе биде тоа после 5 години, или ќе биде после 10 години, што и многу, ќе се побара федерализација на Македонија. Таа федерализација на Македонија е погубна. Како што реков и претходно во мојот говор, ние не знаеме, односно во светот, дека федералните држави се распаѓаат, а не знаеме таква држава, федерална држава која обстанала подолго време од 20 до 50 години, тоа од некои силни режими, како например што беше Југославија, Чехословачка или пак Советскиот сојуз порано. Ицо, вие веќе го кажавте она што сакав како наредно прашање да ви го поставам, односно за последиците од евентуалното ставање на дневен ред за расправа на оваа платформа во Собранието на Република Македонија. Затоа сега би сакала повторно да се навратам на македонската диаспора или на македонците кои што живеат надвор од Македонија. Вие кажавте што се прават тие луѓе во оваа насока и дека навистина сериозно и искрено се загрижени и за општествено-политичката состојба во Македонија и за идниот обстанок на државата, но еве уште еднаш би можеле да потенцираме колку многобројната македонска диаспора може да влијае врз разврската на актуелната политичка криза во Македонија, нели во насока на зачувување на Македонија како унитарна држава со сите обележја кои што прилегаат на една унитарна држава. Валентина, јас се направам една споредба, ако може еден Муса Јамулјари од Лондон, од Британија да доаѓа во Република Македонија и преку македонските медиуми да пропагира федерализација на Република Македонија, ако може да доаѓаат емисари на албанската диаспора од Албанија, Косово, Црна Гора, од Македонија, па и од северниот дел Чемерија на Грција. Македонската диаспора е многу посилна од албанската и ние бараме и секогаш сме барале да сме тесно поврзани со владите на Република Македонија, со државните институции на Република Македонија, затоа што сме навистина ние силни, а ако сме и добро организирани и прифатени од Република Македонија, ние можеме многу да придонесеме кон обстанокот на нашата татковина. Јас кажав дека ние чувствуваме Република Македонија како биолошка мајка и ние се грижиме како деца за својата мајка, а исто така мајката треба да се грижи за своите деца, без разлика дали таа што ги има, без разлика каде живее детето, дали во еден град или во друг град, тие се нејзини родени деца. Така и ние сме дел од Република Македонија и јас ги отфрлам некои индивидуалци кои ќе речат па вие не можете и не смеете, немате право да се мешате во внатрешните работи на Република Македонија. Па затоа што не живеете тука, така.
Да. Како не можеме ние да се мешаме во внатрешните работи на Република Македонија, каде што таа Република Македонија нас не изгледала. Еве јас заминав на 26 години од нашето родно место таму од Битолско. Па јас сум израстил во таа Република Македонија. Па мене ме боли исто како и секој еден македонец. Ако јас немам право да се мешам во внатрешните работи на Република Македонија, ако немаат македонците право да се мешаат во внатрешните работи и да придонесуваат кон подобра иднина на нашата држава, па какво право има тој Еди Рама од соседна држава со албанскиот народ да се мешаат во внатрешното уредување на нашата независна и суверена Република Македонија? Па кој е тој Хашим Тачи да ни наредува од Приштина ние дали ќе сме обстанали или немало да сме обстанали? Па нас не има над 701 милион македонци во Австралија, Канада и Америка, кои можеме во секој момент да помогнеме на Република Македонија. Дали тоа е институционално, дали е тоа во секој поглед да не ги наредувам. Меѓутоа, ние ги имаме сите права да се интересираме за развитокот на Република Македонија, за минатото на Република Македонија, за иднината на Република Македонија и македонскиот народ, нашата култура, нашите традиции, нашиот македонски јазик, таа е нашата спојка. Ние сме нераскинлив дел, ние и припаѓаме на Република Македонија и затоа ги имаме и сите права да окажеме нашиот глас. Затоа и ова движење во светот, гледате, македонскиот народ е раздвижен во целиот свет. Демонстрации имаше во Швајцарија, имаше во Германија, имаше во Англија, имаше во Франција, имаше во Германија, во Америка. Еве сега на 9 април сакам да ви кажам дека ќе има и во Мелбурн. Исто така ќе се излези пред конзулатот на Република Македонија со поддршка на председателот Ѓорѓи Иванов и на сите оние кои ја отфрлаат како нас, ние едногласно и еднодушно македонската заедница во Австралија ја отфрла таа албанска платформа или тиранска платформа, бидејќи е постизборна, наметната е, не се дискутираше за незе, не се гласаше за незе и таа треба се отстрани како некој рак на живото тело на еден организам. Ицо, јас само сакам да кажам дека сосема се согласувам и со она што го кажавте дека македонците кај да се ширум светот, никој не може и не смее да им го оспори правото да се грижат за македонските работи. Вие знаете дека барем во оваа наша програма ние постојано се обидуваме да го слушнеме и гласот и мислењето на македонците во нашата диаспора. Може би во некоја друга пригода би можеле и малку пошироко и подетално да проговориме на оваа тема, но бидејќи разговорот го водиме по телефон, јас во оваа пригода ќе ви заблагодарам за вашето вечерашно учество во програмава. Ви посакувам многу успех во натамошната работа и благодарам навистина што одвоивте време да бидете вечерва дел од Македонското радио, Радио Македонија. Валентина, јас ви благодарам на поканата за нашиот став, за нашето мислење околу албанската платформа. Јас уште една реченица би сакал да додадам дека колку важни улоги играат иселениците, односно диаспората за подкрепа на државите како што се Израел, како што е хрватската диаспора, како што се италијанската диаспора, како што е германската диаспора, па и други држави, ирската диаспора. Значајна улога играат во опстанокот на нивните матични држави. Тоа треба да го имаме таа врска и таквата соработка треба да имаме помеѓу Република Македонија и македонската диаспора. Со што еднаш ви благодарам за поканата и за прашањата кои ги поставите, а ние еве го пренесовме ставот на македонците од Австралија. Благодарам и јас и до слушање.